Ово утро ве поздравуваме од културно-информативниот центар и ве покануваме да дојдете до петок, до 30 јуни и да ја посетите изложбата која што е насловена Креа на уметникот Блашка Миева. Блашка твори веќе повеќе од 15 години, многумина од нас веќе ја познаваат, верувам дека дел од вас и биле дел од незините изложби, но со топло срце ве покануваме да бидете дел и од оваа изложба, да дојдете и да ја посетите. Ова утро зборуваме токму во прво лице со Блашка, која што ќе ни каже многу повеќе за незината работа, но и секако за ова изложба која што е 11-та поред и е насловена Креа. Блашка, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, ви благодарам за поканата и за можноста да ја снимите мојата изложба. Блашка, 11-та изложба на поред, насловена Креа. Зошто Креа и што е Креа? Креа дојде многу спонтанно од зборот креација, односно создавање во буквален превод, и некако спонтанно дојде кога размислував за насловот на изложбата, бидејќи е збир од повеќе циклуси и нема конкретно име, нема конкретна тема, туку е буквално збир и решив да биде создавање на нешто ново, збир на 4 циклуси кои се дел од изминатите 3 години, изложби од 4 циклуси, како што кажав. Првиот циклус беше Икигаи 2020 година, кога беше ковид периодот, понатаму беше Обоен ветар, Невидливи силуети и на крајот дојде Здивот на ветрот циклусот, така што направив селекција на неколку дела и мислам дека е добар микс, добар спој за да се направи една изложба, 11-та поред. Да, но како успеа, голем дел од фотографите, верувам дека немаш простор за сите 4 циклуси да бидат дел токму од оваа изложба, како го направи изборот за тоа кои слики ќе бидат дел од оваа изложба? Точно. Во принцип, реномираните повозрастни автори прават збир на дела, ретроспективните изложби се тие, но овој пат се одлучив да направам збир од причина што секогаш како уметник немаме чисто пати инспирација, како што ми се случи сега мене, неколку месеци веќе немам инспирација за следна изложба и една од причините беше што повеќето изложби во ковид периодот не беа посетени од публика, туку само онлайн изложување, онлайн настани беа и селекцијата искрено ја направив со помош на публиката, односно гледав реакциите нивни, кои слики им се допаѓаат и така натаму, така што ова се издвоени дела кои некако најмногу им се допаѓаат на луѓето и побудија најголем интерес, но има и дела кои мене лично многу ми се допаѓаат. Мислев дека се доволно квалитетни за да се изложат. Какви се теми има и во ова изложба? Ти ги спомена, збирот од тие 4 претходни изложби кои што за жал публиката немаше можност убаво да ги види поради сите оние ковид мерки кои што ги имавме и поради самиот страв кај луѓето, но кои се темите во оваа изложба сите заедно споени? Како што кажав, првиот циклус 2020 дојде Икигаи. Инспирацијата беше конкретно од книгата Икигаи која прочитав. Тогаш читавме книги за самоанализа, психологија, самоподобрување и така натаму. И книгата, искрено да ви кажам, ме воодушеви. И не се мислев воопшто цела изложба да насловам по самата книга. Икигаи е всушност фраза, термин, поим за смислата на животот во јапонската култура и дојде многу спонтано во време на таа самоанализа, тие карантини и така натаму. И тогаш се одлучив за акварелната техника на платно, што значи дека тие дела се малку пофлуидни, слободните форми, слободните бои, комбинациите на форми и бои и така натаму се гледа таа флуидност, леснотија во делата. Потоа следуваше Обоен ветар, кој дојде некако спонтано исто, меѓутоа формите таму се поконкретни и подефинирани, да речеме, за разлика од слободните форми во циклусот Икигаи. Следно дојде циклусот Невидливи силуети, кои делумно спаѓаат во цртеж, комбинација цртеж слика, бидејќи се акрил акварелна хартија.
Така што таму исто така имам некако продолжение на циклусот Обоен ветар со повеќе форми и линеарните форми ги користам доста, како текстура, како перцепција една која ми создава некоја мешаница и така натаму, се зависи нели во тек на расположението на работата. И последниот циклус е Здивот на ветрот, кој некако дојде спонтано со невидливи силуети и Обоен ветар. Бојата на ветрот, односно движењето на ветрот, целата таа символика која носи движењето на ветерот како символика за нова енергија, нова сила и така натаму, во позитивна смисла секако. И таму веќе се гледа, да речеме, малку по сериозна комбинација на боја во однос на потемни тонови, потемни нијанси, по густо текстурираните форми, едни со други, и се гледа таа разлика, да речеме, од првиот циклус Икигај, па се до последниот во однос на боите, во однос на формите, текстурите, целата композиција, така што мислам дека беше одличен збир за да се види целосниот прогрес на 3 години, кој мене ми се случуваше, меѓутоа и го представив преку делото. Дашка спомена неколку техники нели кои што се работени, односно сплотени нели во ова изложба кои што публиката ќе има можности љубителите на уметноста и на фотографијата, на сликата да ги погледнат, но има што според тебе, односно за тебе е најдобро или најмногу сакаш да го работиш? Која техника, во која техника најдобро се изразуваш? Јас неколку години веќе работев акварел, доста, 5-6 години назад. Претходните изложби ми беа целосно акварел техниката и прилично се пронајдов во таа техника. Морам да признам дека долги години ми треба да развивам, бидејќи акварелната техника е прилично тешка техника за работење, од причина што нема секогаш многу контрола со неа и е техника која не може да се повтори. Додека акрилот секогаш сум го работела, меѓутоа акварелот беше нешто кое буквално сакам многу да го работам. Но морам да бидам наискрена, кај луѓето не најде на голем интерес акварелот, не знам од која причина, меѓутоа јас како уметник морам да го речам изводам тоа од себе што е посилно тој порив. Така да на овие изложби решив да го спојам акварелната техника со акрилната техника и мислам дека се направи добра композиција во делата. Да, можат да се видат навистина многу бои. Зборуваше нели за ветровите и за спојот, но еве што тебе те инспирира кога создаваш и кога правиш една изложба? Секогаш ме инспирираат природните феномени, морам да кажам дека тоа се големи инспирации за мене. Како што кажав, ветрот, водата, претходните изложби исто така ми се инспирирани од водата, водните површини и сите тие рефлексии кои се случуваат на водените површини, во ветрот, исто така во боите, во движењето на тие природни феномени, пейсажи, многу инспиративни. Мислам, тоа е многу клише одговор, пейсажи да ме инспирират, меѓутоа јас ги презентирам на еден по абстрактен, неформален начин тие пейсажи, не можат буквално да се видат, меѓутоа, доколку кажам дека се инспирација од пейсаж, се забележуваат сите тие инспирации, може се да ме инспирира, може да ме инспирира некоја личност, ако ми се допадне како изгледа, облечен и така натаму, како слика ќе ми заличи, па може буквално да ме инспирира и од боите и од формите, значи буквално се, немам ограничувања, сакам да кажам, и буквално секоја тема сум отворена да ја слушнам, да ме инспирира, да дозволам да создадам нешто ново, не да имитирам, туку да се создаде нешто ново. Блашка, повеќе од 15 години твориш и нели твојот приоритет е уметноста и така се изразуваш. Како ќе ги опишеш еве со кратки зборови овие 15 години за себе? Многу бурни, пред се многу бурни, многу работа. Тоа е нешто што мислам дека ме отсликува и се гледам, мислам дека во моите дела, како еден уметник професионалец со завршено
ликовна позадина. Сметам дека континуираната работа и континуираниот професионален пристап кон нештата води само кон поголем успех и пред се многу големо искуство е потребно, како што напоменав претходно, ми требаше долго време конкретно со акварелната техника за да стигнам до еден стадиум на развивање на техниката, лично јас, и се уште можам да кажам дека не е целосно совладана таа техника, како и сите други техники, впрочем. Интересно е што јас не застанувам на една техника, некогаш може да се случи да скокнам една техника па друг ден друга и така натаму. Сакам да експериментирам и да, може да се каже се години на експериментирање, на самоанализа, на анализа во текот на работата на делата, да се пронајдам што ми лежи и така натаму. Мислам дека додека еден уметник е помлад треба да истражува за понатаму да се осознае кој е неговиот стил и така натаму, така што се на се можам да признам дека овие 15 години беа убави години и се надевам дека ќе бидат поуспешни од утре натаму. Немам друго што да додам. Работата на уметникот е таква, непредвидлива пред се. Јас ти посакувам да имаш навистина уште многу успешни години пред себе, нели сепак си млад уметник, иако имаш нели богато ликовно и уметничко искуство, сепак си млада личност која што има уште многу пред себе да твори. Честитки уште еднаш за Креа и се гледаме на следната изложба. Ви благодарам многу за поканата и за убавите инспиративни прашања, секогаш ми е задоволство да одговарам на нив.